едно правило кај нашите предавања. Едно важно правило. Важните луѓе се тие што седат таму, окей? Вие сте важните луѓе. Заради вас сето тоа се прави, значи вие сте тие најважните. Да. Тоа ми е многу важно да се кажи. Тој што стои напред не е толку важен. Можат да бидат разни луѓе, вие сте важните, драгоцените, скапоцените луѓе за кои што се надевам ова вечер ќе помогне нешто. Да, чекај, прво морам тука да се проверам до каде сме. Нашата тема денес, пораката на Божик. Битола се обидува да креира атмосфера малце во зимно време. Мене ми е мило да има осветлување и така натаму. Некни поминав, не знам кога беше, таму од офицерски према Широксокак и свиреше некај бенд, малце осамени беа, немаше многу луѓе. Ги слушам овие музика и се. И некако во мене не сакаше да се најави божична атмосфера. Добро велите, Божик е последна ова година кај нас, јас кутриот германец, уште сум постариот. Се очекува према 23-4 да се јавува нешто, нели, расположение, ама некако не ми дојде. Сезоната на Божик е сезоната на бајки и басни. Ако гледаш телевизија, ќе видиш невиден број на секакви фантастични филмови, магични, приказни бајки. Дали пораката на Божик е бајка? Божична бајка. Ja? Божик да не постоеше, некој мораше да го измисли. Поради што? Поради малопродажбата. Значи, во многу бизнеси, Божик е главната сезона кога се прави промет. Конзумират луѓето, си подаруваат себе си фрижидери, телевизори, нови ски, што знам јас. Главен промет се прави во божичната сезона, во трговија на мало. Од Божик се очекува расположение. Чекај, јас заборавив тука да одам напред. Се очекува расположение и ако одите на Google и ќе пишете горе, ајде тука на англиски Christmas и ќе гледате што излегува, за жал тука не се гледа толку добро, излегуваат секакви осветлувања, украси, дедо мравци, џуџиња, руди, ирвасот и така натаму. Значи, Божик е време кога се сакаме атмосфера, сакаме да е топло, сакаме да е пријатно. Божик бара една емоционална состојба. Има очекувања и често пати се разочарани очекувањата. Како деца бевме, јас се сеќавам, како деца бевме опфатени со магијата на Божик. Мислам, се имаше постапка кај нас, ние деца чекаме во детската соба, старите, возрастните ја местат елката и поклоните. Пред се важно поклоните и моравме да чекаме и очекувањето дојде до превриење, не можеме веќе да издржиме. И тогаш дојде тетин Валтер и рече Пешерон, значи еве поклоните сега и ние децата, нели, како се вика, јуриш во дневната. И во моментов ова, нели, осветлувањето и сето тоа те обзема тотално, после очите барат поклоните. Имаше и длабоки разочарувања во тие моменти. Тетка Павлина секогаш ми подарува плетени чорапи. Кој како дете бара плетени чорапи? Јас денес би бил радосен, ама тогаш не сватив. Плетени чорапи. Разочарувања имаше.
Има германци кои бегат од Божик. Многу луѓе кои може бега од Божик. Бидејќи Божик предизвикува проблеми. Ке одиш на гости кај едниот, кој е скаран со другиот, овој ќе ти се лути. Ке одиш кај него, овој ќе ти се лути. Подобро да го нема сето тоа. Божичните празници се викат празници. Што се празнува? Што се слави? Наводно било тоа роденденска прослава. Само при ова роденденска прослава славеникот веќе не го каниме. Славеникот е отсутен. Барај, каде ќе го најдеш? Многу ретко славеникот ќе се јави на Google. Ja, многу ретко. Славеникот веќе не е поканет, ние славиме без него. И така современиот Божик ја изгуби својата порака. А сепак е важно, Божик има порака. Божик има порака. Правилно сватено. Бог има една порака за нас. И тоа не е само една порака, туку неговата конкретна интервенција во нашиот свет и во нашето живење. Сега ќе читаме некои текстови од Библијата, ама ова е главната порака на Божик. Ние сме во крајот на август, 2 година пред Христос. Крајот на август. 2 година пред Христос, во Витлеем, во Израел, во Јудеја, има овчари на нивите и ги пазат овчите во ноќта. Им се јавува еден ангел Божи и има една порака за нив. И вели, јас ви кажувам голема радост. Голема радост која ќе биде за целиот народ. Пред се за израелскиот народ беше тоа, а понатаму треба да биде тоа за сите луѓе на земјата. И пораката е тоа, денес ви се роди Спасител. Во Давидовиот град, тоа е Витлеем, кој е Христос Господ. Ова е порака од озгора. Порака од небото. Пренесена од ангели Божи, пратеници или гласници. И знаеш, Божик, без порака од озгора, нема никаква порака. Божик без порака од озгора е многу плитко нешто. Многу бедно плитко нешто. Ако немаш порака од озгора. А целиот живот без порака од озгора е многу плитко нешто. Многу бедно и плитко нешто. Немаш трајна перспектива без порака од озгора. Немаш трајна надеж. Конечно сите надежи твои ќе завршат кај гробот. Немаш постојана смисла во животот. Што има таму да се слави? Кога си без порака од озгора. Кога Бог не го слушаш. И ние, јас, кога не го слушаме Бог. Но, како што гледавме, постои пораката од озгора. И Бог ги испрати ангелите, Бог зборува, и тоа ни покажува едно нешто. Бог нас не нема заборавено. Ние го заборавивме Него. Да. Ние не го каниме Христос. Тој Христос што се роди на нашите божични прослави, односно животи. Ja? Ама Бог нас не нема заборавено и тоа е важно за нас. Бог ни даде една порака, ова е во скратена форма. А таа порака ни кажува каде оди нашиот свет, кој ќе владее со него и зошто тоа може за нас да биде лично спасение. Значи, вам ви се роди денес Спасител.
Спасител. Тоа покажува колку хитно ни е потребна ова личност која се роди. Тој мора да ни биде спасител. Тој е Христос. Христос значи помазаник. Израелците го сватија тоа. Кај нив во јавните улоги свештеник, крал и пророк, Божи пророк, кога тој беше ставен на служба, се истури врз неговата глава една количина маслиново масло. И тоа беше символ за тоа што Божиот дух ќе му помогне во неговата задача. Значи да си помазан, значи ти имаш добиено една важна улога и Господ ќе ти биде на помош. Божиот дух ќе делува да можеш да вршиш таа улога. А имаше еден посебен помазаник во смисла спасител. Спасител кој се чекаше. И тој тука се вика Христос. Тој е грчкиот збор, помазаник. Ja? Христос, евреите би рекле Месија или Машијах. Значи Спасителот, Христос, и тој беше долго време најавен, низ целата историја, тој се роди. А тој ќе биде Господ, Господар, во смисла тој ќе владее. Тоа зборува за неговата улога и неговата позиција. После, ова дете што тука се роди, после ќе се нарече крал над кралевите и господар над сите господари. Знаете, крал над кралевите, крал над. Сега во наше време, кои се кралевите? Кој владе како крал денес? Ајде. Трамп, Путин, Ши Jinping, whatever. Знаете, тие луѓе над сите нив владе тој. И ке владе тој. И покрај сите отпори што човечките, земните кралеви, господари, армии, бомби, нуклеарки, што знам јас, можат да пружат, еден ден тоа дете што се роди, тогаш ќе владее. Фала. Ајде да користам, иначе ќе заборавам целото предавање, ќе стои тука. Значи, пораката за Божик има еден аспект, ние би рекле геополитски. Геополитика значи политика што оди околу целата земја. Ама тоа е премногу малку, космополитички. Значи, неговото раѓање и пораката на Божик кажува нешто што тој што се роди и ќе има една сеопфатна улога во светот. А на другата страна, пораката има еден многу личен аспект, каде што секој од нас лично е погоден. Знаете, ние, може би, денес дојдовте пораката на Божик, ние сме возрастни луѓе, воглавно. Сигурно не сте баш божично расположени, предпоставува. Ja? Ситуацијата во светот е премногу сериозна. Може би сме премногу загрижени. Грижите не завршуваат бидејќи е Божик. Ja? Проблемите не завршуваат само бидејќи е Божик. И злото во овој свет не оди на одмор само поради тоа што е Божик. Ja? Ние, возрастните луѓе, ја гледаме реалноста. И сега тука добиваме една порака за едно дете што се родило и се прашуваме дали како возрасен, критичен човек, кој размислува, кој бара реалност, кој бара и податоци и докази, дали можам ова порака на Божик да ја сватам сериозно. Ова е цитат, ова е од Евангелие според Лука,
И Лука тоа евангелие го почнува со зборови како овие. Тој зборува за работи кои се имат случајно помеѓу нас. Тој зборува за очевидци. Тој вели дека сите овие настани тој ги следел од почеток, точно, грижливо. И неговата цел, зошто го пиши тоа, е за оној за кој што е посветено ова евангелие, да ја гледа доверливоста, сигурноста на работите во кои што си бил известен. Значи, авторот на ова евангелие не бара во нас да настани некоја атмосфера, некој расположение, бајки, да не занимава. Туку, тој смета дека тој пренесува една сигурна, доверлива, покажана порака, реална. И не знам колку се занимавате со реалностите во светот, колку дневно се информирате за најновите случаи во светот. И се прашувате каде оди сето тоа. Ja. Ние германците години имавме луксузна состојба. Во смисла, се едно што прават политичарите, Германија оди. Германија е на добар курс. Ако не прават најголеми глупости и никој не може да верува дека ќе можат, се ќе биде како што е. Нели? А сега работите се менуваат. Дури германците треба да бидат многу загрижени. Каде оди сето тоа? Каде оди нашата земја? Каде оди нашиот свет? И работите што се случуваат, кои се актерите кои делуваат? Ja? Сега дискутираме и споруваме за заговор и која теорија е во право, јас не знам. Не знам. Ама, едно нешто е сигурно. Каде оди нашиот свет? Во ова порака на Божик се кажува Бог, Создателот и Спасител има еден план. И тој во Светото писмо, тој план го има откриено веќе. Значи, во дадени места, ако читаш низ него, ќе најдеш предскажувања за еден Спасител кој еден ден треба да дојде. И тоа почнува со првиот пар на нас луѓе, Адам и Ева. Тие добиват веќе едно ветување, дека жената ќе има еден потомок. Не мажот, туку жената ќе има еден потомок, кој еден ден ќе го уништи ѓаволот кој се меша во нашата историја. Значи, Бог својот план го има од време на време објавено, конкретизирано, фокусирано, и ако очиташ низ Светото писмо, ќе видиш да Бог има еден план и пред 2000 години во ова нојк, кога беа овчарите таму на нивите, планот влезе во нова фаза. Тоа што беше само план, сега стана конкретно дело. И еве, денес ви се роди Спасител. Се роди Спасител во Витлеем. Може би овие зборови не ти се допаѓаат. Спасител. Кому му треба Спасител? Извини. Не сум јас толку беден. Ja? Не сакам да мислам дека ми треба Спасител. Јас сакам да мислам, јас не сум изгубен. Ja? Сакам да мислам дека се имам под контрола. Или ние луѓето, човекот има се под контрола. Светот не е осуден, не е толку лош. Се ќе биде добро. Ja? Сакам
Сакам да мислам дека јас имам се под контрола, не сум изгубен. И ако Христос, тој што се роди, е Господ, Господар, не сакам некој друг да господари со мојот живот. Јас сакам да сум господарот на мојот живот. Јас управувам со мојот живот. И никој друг не смее да ми се меша. Ние луѓето ќе успееме. Науката, умот, ќе не извади од кашата. Ja? Се заснова големи меѓународни организации. Ja? Обединетите нации. Луѓето рекоа, кога сите народи во светот ќе имаме еден голем парламент, и таму ќе бидат сите и ќе дискутираме и ќе зборуваме наместо да војуваме, и тоа некако ќе му помогне на човештвото. Само до сега не покажува успех. Европската унија, после сите војни во Европа се смета дека мораме да се обединиме, да не војуваме помеѓу себе, па ќе најдеме начин да војуваме со други. Не зборуваме сега за конкретни имиња, ама тие организации и начинот како ние луѓе сакаме да контролираме работите не одат кон добро. Може би мислиме политичари, партии ќе не спасат. Вештачката интелигенција ќе не спаси. А реалноста изгледа вака. Поради тоа што ние луѓето не сме основно добри. Туку ние сме основно расипани. Со се овој што зборува тука напред. Ние сме основно расипани. И затоа се што ние правиме, дали е тоа технолошки напредок, или дали е тоа некоја организација што се организираме, на крај сепак ќе придонесе то злото до распадот на сето тоа. Некој рече, светот лежи во рацете на злото, како едно новородено дете во прегратките на мајката. И додека во овој свет политичарите, локалните, тоа се македонските, германските, политичари, а и геополитичарите, тие што мислат за целиот свет, водат своите конфликти и своите војни. Има религиозни фанатичари, има економски војни, има војна на дезинформација, има крвави војни, има грабеж војни, има религиозни војни. Додека ние во овој свет така постапиме, Бог го спреми овој свет за преминување на власт. Ако светот е сега во рацете на злото, бидејќи ние луѓето сме зли, Бог го спрема овој свет да дојде во рацете на некој друг. Оној што се роди тогаш во Витлеем. Спасителот, Христос, Господ, Господарот, тој ќе дојде на власт. Тоа е пораката на Божик. Обично така не мислиме. Ние сакаме варено вино, топло. И јас сакам варено вино, окей? Се надевам да биде ова недела наредната. Сакам и божично пециво и се. Пециво? Good, не печиво. Пециво. Good, окей. Печење е нешто друго. Good. Ми се мешат поимите. Значи, гледате, ништо против овие работи, ама пораката на Божик има многу поголема, како се вика, досек. Значи, овој свет ќе дојде во рацете на еден друг и Бог сака и во нашиот личен живот да дојде до промена на власт. И власта во нашиот живот, во нашето срце, да го дадеме во рацете на оној кој се роди тогаш. Сега ќе гледаме уште
некој текст, пак пораката за Божик. Овој текст, пак од Евангелието според Лука, кај нас дома, секогаш за Божик се читаше. Дојде, кај мене доаѓаше секогаш, тетка Луиза од Штутгат, со тетин Валтер, што викаше поклоните да дојдеме. И тетка Луиза беше таа побожна, порелигиозна личност во нашата фамилија. И секогаш, кога влеговме, не смеевме да се фрлиме на поклоните, туку прво седи и сега се чита овој текст. Okay? Се чита овој текст. А само тогаш се читаше нешто од Библијата кај нас дома. Еднаш годишно за 24 навечер. Текстот во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис кога Квиринеј управуваше во Сирија и сите одеа за да се запишат секој во својот град. Значи, пораката на Божик не е бајка. Лука опишува вистинска реална историја. Например, царот, римскиот цар Август е реална историска личност. Владееше како римски цар од 27 година пред Христос до 14 година после Христос. Квириниус или Киренеус, Квиринеј, е позната историска личност, има многу документи за него. Беше гувернер во Сирија во 6 година после Христос и пред тоа од пролет до есен 2 година пред Христос исто така владееше во Сирија, во некоја улога. Тоа е многу добро позната историска личност. И сега што се случи? Најверојатно беше вака. На 5 февруари 2 година пред Христос, Августус го има јубилеј 25 години како римски цар. И по повод на тој јубилеј, римјаните го прогласија како татко на татковината. Татко на татковината. Како Ататюрк, исто така. Татко на турците стана. Знаеш, кога е многу заслужен за нешто, го прогласуваш, ти си татко на сите нас. И Август, после 25 години успешно владење, беше прогласен, ти си наш татко. Татко на татковината. И најверојатно беше овој попис, тоа што се бараше од сите поданици, жители на Римското царство. Тоа беа од прилика 5 милиони души. 5 милиони души живеа во Римското царство. Имаше и пописи за броење на луѓето. Ама овој беше попис каде што луѓето мора да, како се вика, да ветуваат верност и покорување под неговата власт. И затоа мора да се запишат во списоци и секој мораше да оди во своето родно место. И така ти добиваш цели фамилии. Фамилиите тука на едно место се запишани, кој се запишува, ветува да биде послушен, кој не. И така се одеше. Сакам да кажам, овие настани се реална историја. Не се измислици, не се некоја бајка. Вакви работи имаше и во други прилики и постојат стари ракописи за тоа. Значи сега оди Јосиф од Галилеја, тоа е северен Израел, од градот Назарет, ден денес постои Назарет, отиде горе во Јудеја, во Давидовиот град, кој е наречен Витлеем. И Витлеем ден денес постои. Витлеем не е некоја измислица. И покрај тоа што ние како деца пеевме божични песни и таму се јавуваше Витлеем. Ja. Можеш да мислиш, добро, децата, Витлеем, градче од бајките.
Не играчи од бајките, туку реален град, тогаш и денес. Тогаш и денес. Јосиф и сопругата Марија, двајцата беа од фамилијата на кралот Давид. И таа фамилија потекнуваше од тоа место Витлеем. И што се случува? Морам да одам напред. Кога беа таму и дојде време да роди Марија. И го роди својот син, првенец, па го пови, го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. Во Витлеем има многу природни пештери и јами во ридовите. И луѓето таму делумно си градија куќи пред пештерата. И може би пештерата стана дел од твојот двор. Или дури куќата пред пештерата е поставена. И многу луѓе беа на пат, многу луѓе мора да спијат некаде. За нив гостилницата, односно просторијата за гости, немаше место. И така изгледа спиеја во една од тие пештери, кој беа дел може би од некој имот. И таму имаше јасли, таму се чува делумно овци да бидат заштитени. И синот, првенец, спиеше првите денови во јасли. Значи, јас реков, ова беше крајот на август. 2 година пред Христос. Крајот на август. Како е тоа? Божик е во зима, не е во август. Да, Божик, прославата од прв пат, мислам, во историјата, 336 година после Христос, се спомнува во Рим, дека на 25 декември се славеше раѓањето на Христос. Римјаните до тогаш има еден празник за сонцето. Бог на сонцето, или сонцето беше прославен како Бог, Сол Инвиктус, сето тоа е Google, окей? Лесно ќе дојдеш до тие информации. Значи, еден од боговите на Рим е непобеденото сонце. Сонцето со текот на есента се помалку се покажува, ноќите стануваат по-долги, сонцето како да исчезне. Ама од 22 декември повторно се издолжуваат деновите и сонцето не е победено. Сонцето победи. И така се имаше празник Сол Инвиктус. Инвиктус значи непобеден. Колку што знам латински. Некој нека ме коригира. Значи, на место тоа, како што се размножија христијаните во Рим, сега рекоа ние ќе го славиме тука раѓањето на Исус, кој е светлината на светот. На место сонцето, кое што е создадено нешто, ние ќе го славиме Создателот на сонцето, кој се роди како човек. Разбирливо нешто. Јас би рекол, добар чекор. Добар чекор беше. Ама сега Христос не се роди тогаш. Како знаеме, тоа може да се рачуни, имаме податоци, ако рачуниме, на вистина ќе паднеме на крајот на август. Сега не влегувам таму. Не е важно. Мене ми е едно важно да гледаме не се работи за измислени приказни, туку за историски настани. Значи, Исус се роди во Витлеем и рековме Витлеем не е место од бајките. Витлеем беше родното место на царот Давид, или кралот Давид. Тој беше роден од прилика 1000 години пред Христос. И тој е историска личност. Неговата палата во Ерусалим е ископана. Постоењето на неговата династија
домот на Давид археолошки е посведочено. Значи, ова фамилија не е измислена фамилија, а Јосиф и Марија доаѓаат од ова фамилија, од подалечни гранки. Зошто патуваат толку далеку, кога Марија е бремена при крај? Не знам како се вика тоа стручно. Hoch schwanger би било германски, високо бремена. Не знам дали вие вака велите. Па, поради тоа што царот Август го наредува. Ама на другата страна, зад ова патување и зад ова раѓање, стои Божиот древен план. Во пророкот Михеј, например, во 8 век пред Христос, се вели: ти, Витлеем, Ефрато, мал меѓу јудините кнезови, од тебе ќе ми излезе оној кој ќе владее со Израел. Неговото потекло е од дамнини, од вечните времиња. Значи, во 8 век Бог даваше до знаење дека во ова мало место, во областа Ефрат, треба да се роди еден кој ќе владее со Израел. И знаеш, кога зборуваме за владетели, ни е интересно линијата. Чии син си ти да владееш? Значи, од каде ти е твоето потекло? Дали ти си во линијата кралска? А кај него, потеклото да е од фамилијата на Давид, Христос, ама, реално гледано, неговото потекло е од дамнини, од вечните времења. Тој што се роди, неговата приказна не почнува со Јосиф и Марија. Ja? Знаете, мојата приказна, денес рачунев малце, мојата приказна почнува во април 1963. Океј? Ако мајка ми беше бремена 9 месеци, мислам, раѓаше прилично големо дете, значи не се раѓа премногу рано, значи, се родив. Мојата приказна почнува со Карл и Маргарете во април 1963. И во јануари 1964 се родив јас. Каде почнува приказната на Исус, на ова дете? Тој вели од вечните времења. Тој не е нормален човек. Тој е самиот Бог, вечниот Бог и Создател, вечниот Син Божи, сега се роди како човек. Тоа еднаш се има случено во човечката историја, само еднаш. Нема да влезам многу длабоко сега. Неговите современици, Исус кога се роди во Витлеем, во ноември, рековме во август, крајот на август Исус се роди. Поминуваат месеци, во ноември, се јавуваат во Ерусалим мудреци од исток, кај царот Ирод, и прашуваат каде е тој кој се родил царот на јудејците. Како знаја дека некој таков се роди, зашто ја видовме неговата звезда на исток и дојдовме да му се поклониме. Значи, овие мудреци не беа присутни кога Исус се роди. Тоа е јасно. Една звезда излезе на небо, а тие луѓе таму во исток, во Вавилон, беа стручњаци за астрономија и многу политички, историски настани ги поврзаа со звездите и како кралевите има со звездија и една звезда и понекогаш како да гледаш еден театар горе на небото, кога земјата се врти, звездите излегуваат и ова планета поминува и тие допишуваат настани на овие случаи. А очигледно една звезда се јави и тие знаеа ова звезда, може би во ова созвездие, што наеднаш станува видлива. Ова значи кралот на јудејците се роди.
Треба да знаеме дека во Вавилон веќе за ова време 400-500 години живеа многу евреи. Таму имаше живеано пророкот Даниел и таму остана знаење на евреите за Месијата, спасителот кој треба да дојде. И изгледа тоа постоеше уште кај овие мудреци и тие сваќаат, ова звезда се роди царот на јудејците. И одат на пат. И сега замисли тогаш, не знам од каде точно, никој не знае, се упатуваат со камили, со коњи, не знам како, и патуваат со недели, најверојатно, и стигнуваат после некое време во Ерусалим. И прашуваат каде е тој кралот на евреите. Во Ерусалим владееше Ирод Велики. Ирод Велики беше крал под римјаните. Римскиот сенат дозволи тој да биде крал, да управува со земјата, да има мир и да има и данок убав. И тој владееше, ама Ирод Велики беше многу опасен. Тој ја има убиено својата собствена омилена жена, Маријамне, дека ја се сомневаше дека таа го издава во некој заговор. Двајца негови собствени синови ги има убиено од тој страф. Хронично беше тој со недоверба во најблиските. Кога тој слушна, кралот на евреите, тоа сум јас, се роди некој конкуренција, ги прашува стручњаците. Значи, важно е само тоа, сакам да кажам, Ирод ги прашува свештениците и народните книжници, тоа се учените во Светото Писмо, се распрашува каде треба да се роди Христос. Значи, тие знаеа, треба да се роди Христос. Таа личност, тој ветениот спасител. А тие му рекоа во Витлеем јудејски зашто пророкот напиша така. Она што ви го читав за Витлеем. Го цитират сега, изгледа има малце друга верзија или ова знаење го има некаде зачувано. Од тебе, од Витлеем, ќе излезе владетел кој ќе го пасе мојот народ Израел. Значи, луѓето знаја дека тоа треба да се случи. Месијата, Христос, Спасителот, ќе се роди во Витлеем. Така се знаеше одамна. И знаете, ова е сега пораката на Божик. Исус еден ден ќе владе и над Израел, ама ќе видиме и на целиот свет. Дали Исус до сега има владеано врз или со израелскиот народ? Не. Тој беше отфрлен од нив, распнат и сега до сега нема владеено Исус со Израел. Значи, ова пророштво од нашата гледна точка е уште иднина. Пораката на Божик вели: деца, денес, битолчани, Алекс, германецот, да знаете во иднината каде оди овој свет. Каде оди сета ова политика, војување, сосила, заканување, наоружување, манипулација, не знам што ова она. Каде оди сето тоа? Не оди кон добро, ама Бог има план и израелскиот народ ќе добие својот крал, кој треба да биде нивен крал, и целиот свет ќе го добие него како владител. Значи, неговата власт уште ја чекаме. Пророкот Даниел зборуваше за тоа. Даниел има ноќни виденија и ете на небесните облаци доаѓа како човечки син. Тој пред тоа има видено зверови. Значи, светските царства во историјата, Вавилон, Медоперзија, Александер Македонски и Рим,
се опишува во пророштвото како во крволочни зверови. А после нив се јавува еден човечки син. Не е звер. Не да пролее крв. Туку Божиот човек, Божиот син, кој стана човек, ќе завладее. И се гледа, Даниел го гледа тоа во 6. век пред Христос, го гледа тоа. Човечкиот син му се приближи на прадревниот, тоа е некој прадревен кој седи на престол и го доведоа кај него и му се дава власта. Нему му беше предадена власта, честа на царството, да му служат сите народи, племиња и јазици. Неговата власт е вечна власт и никогаш нема да помине, неговото царство нема да пропадне, за разлика од сите досегашни царства. Еве тука ја имаме големата божична порака за прашањето каде оди овој свет. Ајде, сега ќе скокам дека ќе биде премногу долго, ама и други пророци, пророкот Исаја го кажува истото. Народ кој одеше во темнина, израелскиот народ, нивната тажна, темна историја, виде голема светлина. Оние што живеа во мрачна земја, ги осветли силна светлина. И продолжува пророкот, што е таа светлина? Ни се роди дете. Син ни се даде, власта му е на рамото. Името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Ова дете што се роди тогаш во Витлеем ќе завладее и неговите поданици ќе му дадат имиња. Не знам дали какви имиња вие давате на вашите политичари. Јас би измислил некои убави за нашите, германските, досегашни. Ја? Бидејќи со право ги критикуваме. Ама неговите поданоци ќе му дават имиња. Чудесен советник. Неговите совети, неговото управување е чудесно. Силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Значи, неговата власт ќе се шири надалеку, не ќе има крај на мирот, над Давидовиот престол, над неговото царство. Ќе го зацврсти, ќе го утврди во правина и во праведност. Замисли, праведна власт. Океј, значи, што сакав да кажам? Она што ни се роди Спасител, има една политичка, космополитичка, како се вика, смисла, аспект. Ja? И тоа ќе се случи. И некако е важно да знаеме, нашиот свет оди таму. Нашиот свет оди таму. Ама, сега мораме да зборуваме за нашиот личен живот. Оној кој ќе владее со светот, дали ќе владее во нашиот личен живот? Уште поважно прашање. Може би поважно, поконкретно за нас. Денес ви се роди Спасител. Христос Господ. Како ќе го доживеам јас тоа спасение? Ние треба лично да се спасиме. Зошто и од што? Пак ќе одиме во време, ама пред Божик. Марија, вереницата на Јосиф, се најде бремена. Голема катастрофа за тој човек. Таа му објаснува сигурно. Дојде еден ангел Божи, она, Јосиф се вели, да. Да, знаеме. Мислиш дека јас сум од вчера? Нели? Размислува
и си вели најдобро, јас да ја напуштам. Тивко, нека оди кај дома, нека се крие, нека се роди бебето, нека најдеме начин, ова, она, јас да се тргно да ја напуштам Марија. Кој верува во такви бајки, ангели и ова, она? Ja? Ама, пак добива Јосиф порака од Бог. Слушај, Јосифе, земи ја Марија, не плаши се, се ќе биде окей. Она што таа е бремена, зачнатото во неја е од Светиот Дух. Значи, таа не те лажеше, туку на вистина Божиот Дух има направено без машко семе, да биде таа бремена, да се во неја развие едно дете. Таа ќе роди син и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од што? Нивните гревови. Исус значи Бог спасува, Господ спасува. Тој ќе ги спаси својот народ, значи тие израелците, ама тоа е и важно за нас. Тој мора да не спаси од нашите гревови. Значи, до сега ниеден човек не успел сам да се спаси од неговите гревови. Тука мораме да признаеме дека ние имаме потреба од тоа некој да не спаси. Немаме ние контрола, не сме способни да не грешиме или нашите направени гревови да ги откупиме некако, да ги израмниме некако, да ги нема. Не. Ама за Исус се вели, тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. Кај него не е прашање дали може тој да го прави. Тој ќе го прави. Како? Ако ние му дозволиме. Ако ние признаеме дека сме ние грешни. Не криеме, не глумиме веќе. Не негираме. Туку сме само искрени пред Исус кој дојде да не спаси од нашите гревови. Знаете, Исус еден ден ќе завладее со светот. Ќе владее со светот. Кога тој јавно ќе се врати, тој ќе си ја земе власта со праведна сила. И ќе владее и ќе суди праведно. Ама власта во нашиот личен живот, тој не може да си ја земе со сила. Не со манипулација, не со измама, туку да земе тој власт над нашиот живот и да спаси, тој да не спаси од нашите гревови, тој мора да биде поканет од нас. Тоа мора да биде наша лична, слободна одлука, со наша волја. Од како свативме? Бидејќи тоа е многу лична работа. Ja? И само Исус Христос, тој што се роди тогаш во Витлеем, кој доби име Исус, бидејќи тој е тој спасител од гревовите, тој може тоа да го прави. А ние знаеме дека тој не стана дете, порасна, стана маж. И делуваше 3,5 години во Израел јавно со чудеса, знаци, многу проповеди и покажа кој е тој и што може да прави. А на крај беше осуден на смрт. На крај беше осуден на смрт и распнат. Невин. И сега падна се во вода. Се падна во вода. Умре, ја? Ниедни ангели не дојдео да го спасат од смртта, умре, погребен, готово. Сите пророштва падна во вода, сите надежи, сите предскажувања, нема владење, смртта, црвијата ќе го изедат. Ама така не збидна, така не беше. На третиот ден тој воскресна.
воскресна од мртвите и после беше виден, допрен, зборуваше многу недели, неколку недели. Беше виден од повеќе од 500 луѓе еднаш на еднаш. И тоа не е бајка. Ама интересно, од како Исус воскресна, се виде пак со своите ученици. И им објаснува. Тоа се зборовите што ви ги зборував додека уште бев со вас, дека треба да се исполни се што е напишано за мене во Мојсеевиот закон, во пророците и во псалмите. Долгиот Божи план беше запишан и предскажан во првиот дел од Библијата. Сето тоа што се случуваше беше познато веќе. Тогаш им го отвори умот за да ги разберат писмата, им рече: така е напишано, дека Христос треба да пострада и да воскресне од мртвите во третиот ден и да биде проповедано во Негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи, почнувајќи од Ерусалим, продолжувајќи и во Битола. Замисли. Гледате што треба да се прави. Исус воскресна од мртвите. Тој мораше да страда. Зашто? За моите гревови. На Александар Глајс, кој ви зборува цело време тука, за моите гревови Христос страдаше и умре. И со тоа тој ги откупи. Тој ја зеде казната за моите гревови врз него, врз себе. Јас го признавам тоа. Јас од тоа живеам. Јас му верувам на Исус дека тоа е вистина. И сега тука е работата, дали ти ќе му веруваш на Христос. Не мораш пред луѓето да признаеш сега. Пред него мораш да признаеш. Она што одамна е напишано, Христос се роди во Витлеем со цел да може на крај да умре за нас. Ама најважно за тебе. Затоа вие сте важните луѓе. Христос умре за вас. И ве покани, некој ве покани да ви биде проповедано, некој да објасни. Не мораш да слушаш тука, можеш на работно место, можеш некаде на скијање, што знам јас каде, на плажа, на планина, во кафич, на широк сокак, да го слушаш ова, дека Христос умре за твоите гревови и сега пораката негова, зошто тој се роди, зошто тој го направи ова, тој ќе ти каже: слушај, покај се. Признај дека ти си изгубен, дека си грешник и дека на никаков начин ти не можеш самиот тоа да го решиш. Вината пред Бог не можеш ти да ја отплатиш со религиозно постапување, со давање пари, со молитви, со не знам што, постови. Што и да прави човекот или ти самиот, никој не може да те спаси од твоите гревови, освен Исус, бидејќи тој е тој што спаси од гревовите. И никој друг. Покај се. Тоа значи откажи се од твојот отпор против Бог. Твојот бунт против Бог. Твојата независност од Бог. И дури од твојата своеволна религија. Ако ти одиш контра ова и велиш: не, Христос не ме спасува само, има и други светци, свети луѓе, цркви, организации, и таму јас ке барам спасение. Тоа е бунт против Бог. И од тоа мораш да се покаеш. Вистинското покаяние те носи кај Исус Христос и кај никој друг. И ќе стоиш ти пред Исус и ќе признаеш: да, јас сум тој грешникот. И никој не може да ме спаси. Ниту јас, ниту било кој, освен тебе. И затоа доаѓам
и верувам сега во тебе. Имам доверба во тебе, дека ти толку одамна беше најавен, се роди во Витлеем, стана маж и страдаше за мене и умре за мене и со твојата смрт моите гревови се во целост еднаш за секогаш откупени. И ти ми нудиш прошка. Прошка. Значи, доаѓајќи кај Исус, што ќе добиеш? Ама ќе добијам религиозни вежби. Знаеш, вежбај религиозно. Моли се, клекни, не знам што. Не. Добиваш прошка од Него. Сите гревови ќе бидат простени. И тој ќе те прифати како свој. Ќе имаш вечен живот. И тој кој ќе управува со светот, и светот ќе се исцели преку него. Ја? Тој ќе те исцели и тебе во твоето живење со него. Ќе управува и тој со твојот живот. Имаше уште многу да кажи, да се кажи, помина времето. Ја? Сите сте благодарни, good. Ја слушнавте пораката на Божик. Океј? Тоа е пораката на Божик. Се надевам, ако, мислам, сега ќе дојде Божик тука, да го памтите ова. Ја? Нека ви биде секоја украсена елка, секоја светлина, се, мислете на ова. Ајде, кога веќе украсиме и правиме, нека ви биде тоа подсетување, пораката на Божик е ова. За мојот личен живот. Ја? Исус да дојде кај мене на власт, како јас се покајувам, го поканувам да дојде во мојот живот, верувам дека тој умре за моите гревови, се е свршено веќе и дека тој ми ги прости сите гревови кога верувам во него. Тоа е пораката на Божик. Фала многу што слушавте толку трпеливо.